Колеги, ќе имам едно невообичаено барање до вас да побарам точката 34, моето автентично толкување на Законот за основно образование, да биде погорна точка, заради тоа што е многу важно и многу битно ова, но битно е заради тоа што во ова собрание 39 седмици имаме недозавршени и можно е ова автентично битно толкување да остане на некоја од тие и ова да биде недозавршена, заради тоа што на истава седница имаме многу криминал и редно е да остане таква. И сега, колеги, зошто го барам ова? Со автентичното толкување за основното образование, законот, во член 109 став 3, јасно стојат критериумите за избор на директор. Но, имаме две различни ситуации каде министерот Јетон Шакири подпишува различни укази. Имено, во општина Карпош, тој бара да се почитува законот и да биде именуван за директор кандидат кој е наставник-ментор. Но, во општина Кисела Вода, каде има кандидат кој е наставник-ментор, не се прифаќа да биде директор, туку е именуван директор кој нема вакво звање. Во законот стои дека предност имаат кандидати со звање ментор и советник. Тогаш, зошто министерот го крши според нели првичното размислување, ќе речиме, овој закон? Но мене и на јавноста е многу битно да се знае што е предност, да се прецизира, да биде јасно дали предност при избор на директор имаат наставници, ментори или немаат, бидејќи, ете, и од овие два примери ви кажувам дека министерот направил различен потек при именувања и барања за да бидат именувани овие директори во следниве општини кои што ви ги кажав. Колеги, зарем криминалот е поважен да останат одредени закони на оваа седница? Зарем нешто е толку многу битно да поминува? Зарем битно е да се срамиме пред Европската Унија со вакви закони? Зарем битно е да се толку многу ограбува народот? Затоа барам ова автентично толкување да помине и да биде трета точка на дневен ред. Ви благодарам.